Оваа одаја, која повеќе личи на пештера отколку на соба, вчера беше местото каде што велешанецот Јордан Јованов го прослави својот именден и 40-ти роден ден. Но немаше славеничка песна, ниту радост во неговиот дом. Јордан нема пријатели, ниту колеги од работа. Единствениот другар е неговата неподвижна мајка Ангелина, овие 4 му влосани зидови и подот кој почнал да се подкопува до земја. Студот е секојдневието за овие луѓе. За да заштедат од дрвцата кои им останале, старото ќумбе го палат попладне. До тогаш 75 годишната Ангелина седи во ладно. Се грее со термофор и шише топла вода в раце. Јордан го трпи студот. Сиромаштија не е вистинскиот збор да се опише животот на овие луѓе, туку беда. Али, од 2 сата и ќе ма сага ми толку ше некоја рупче има и нема повише. И еве се хопли со вола мајка ми. И така. Живот не живе овие услови. А не човек. Што никакви услови нема. А што сум у град? Каков град нема, врска град? Мајката и синот живеат со 11.000 денари кои ги добиваат од државата како нега и надомест за намалена мобилност. Пред 15 години Ангелина преживеала тежок мозочен удар кој ја врзал за кревет. Вистинско чудо е што досега сум жива, вели едва изговарајќи ги зборовите од уста. Жива, не ќе умра. А сега, пуша да остане живот. Мој живот не се живе. Маки. Јордан својот живот го посветил на грижа за својата болна мајка. Неизмерно ја сака и не сака да помисли да се раздели од неа. Ниту е оженет, ниту пак во последните 15 години по мозочниот удар на мајка си знае што е забава. Поради обврските кон неа не може ниту да работи. Нема кој да ја гледа, не знам. Кому ќе ме остави? Slup. Она е неподвижна, така? Не подвижа. Да. А ти со здравието? Аз со здравието, ја 2017 имав инфаркт. Еста стеноскопија. Така. Од дома излегува еднаш месечно, да плати комуналии и од тоа што ќе остане од парите да купи нешто за јадење. Никогаш не задоснил со плаќање на сметките за струја и вода, но никогаш и не се пријавил во социјалните институции за да добие социјална помош. Низ солзи раскажува дека итно му е потребна помош за огрев, оти дрва веќе нема. Сметката му е блокирана откако пред повеќе години некој го насамарил да му биде жирант за кредит кој никогаш и не бил платен. Ова семејство е вистински тест за државата која себе си се нарекува социјална. На потек се институциите кои треба да најдат трајно решение за овие луѓе, но и хуманите граѓани кои барем малку можат да го ублажат страдањето на мајката и синот од Велес.